Добро вечер за ВМРО ДПМН. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добро вечер за дамите на ВМРО, за Унијата на жени на ВМРО ДПМН. И добро вечер за основачите, за идеолозите, за Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН. Секако добро вечер за сите оние кои што сакаат да дојдат да не слушнат вечерва, да се заблагодарам на присуството, на сите членови и поддржувачи на ВМРО ДПМН, на сите оние кои што ни се приклучуваат овие денови, а верувајте, од ден во ден стануваме се помасовни и се побројни. Нема место во државата, нема село или град, каде што не доаѓаат нови луѓе да ни се приклучат, незадоволни од пустошот кој што се случува во Македонија. Нема место во четвртата изборна единица, каде што бројот на поддржувачи на ВМРО ДПМН не расте од ден во ден. Дали е тоа Гевгелија, дали е тоа Прилеп, дали е Кавадарци, дали е Неготино, дали е Росоман, дали е Радовиш, дали е Струмица, секој ден се повеќе луѓе го поддржуваат ВМРО ДПМН затоа што на 15 јули сакаат промена, сакаат да се случаат промените во Македонија, промените доаѓаат, тоа е неизбежна работа, промените ќе се случаат и сите ние ќе одбереме промени за да обновиме Македонија. На почетокот би сакал да ве повикам на масовна излезност на 15 јули. Од вас зависи, од вашиот глас зависи, од вашата активност на 15 јули зависи днината на Македонија. Од масовната излезност на 15 јули зависат промените во Македонија. Затоа ја повикувам секој еден од вас да излезете на гласање на 15 јули, да ги повикате вашите роднини, пријатели, комшии, познаници, сите што ги познавате, масовно да излезат на 15 јули и во Македонија се случи промената. Тие сакаат да останете дома, ние сакаме да излезете и вие да одлучите. Тие сакаат да сте со свитка на кичма, ние сакаме горди македонци. Тоа е суштинската разлика. Во овие скоро половина кампања, можам да ви кажам дека првата основна мисла што ме води и каква држава ќе имаме после овие избори. Кажав при една моја претходна посета во Гевгелија на вториот ден од кампањата дека сум многу загрижен. Загрижен сум за иднината на Македонија. Мислам дека ова се најбитни избори на кои што ќе излезе македонскиот народ од осамостојувањето до денеска. Тоа е така затоа што иднината на Македонија е доведена во прашање. И затоа секој ден се прашувам што ќе биде со Македонија. Јас сум убеден дека со Зоран Заев може да биде само пустош и црнила како што е сега. Национално понижување, економско опустошување. Со ВМРО ДПМН, со третата генерација во ВМРО ДПМН, ќе дојде обновата и ќе се реализираат преку 1000 проекти напишани во нашата програма Обнова на Македонија. Но она што ми е основна водилка, се овие деца кои што ги гледам тука, кои што безгрижно играат фудбал во овие вечерни часеви, како што и ние сме правиле кога сме биле како нив, за нив размислувам. Кај ќе се тие за 10, за 20 години, кога ќе станат возрастни и кога ќе треба да одлучуваат низ крстопатите на животот. За нив размислувам. Јас сакам да ги видам тука во Македонија. Горди македонци, во напредна, развиена, исчистена од корупција Македонија, Македонија која што економски напредува и во која што има ред. Тоа е мојата желба. Желбата на некои други е да се иселат, да одат по белиот свет, по Германија, по Швајцарија, за овде да останат само бандитите и неранимајковците, за да можат да ја плячкаат државава како што го правеа тоа во изминативе 30 години. Ваша е одлуката што ќе се случи. Ваша е одлуката што ќе се случи. Вие на 15 јули одлучувате дали во Македонија ќе се случат промените.
Јас сум убеден дека ќе се случат и затоа уште еднаш ве повикувам на голема масовна излезност. Ни треба секој глас, ни треба секој човек, ни треба референдумски голема излезност. Сите што се тука во Гевгелија и во околните населени места да излезат да гласаат да се случат промените. Да не дозволиме некој друг да одлучува за вас. Самите вие да одлучите каде ќе оди Македонија. Затоа што не смееме да си ја изгубиме државата. Не смееме да ја изгубиме државата. Мора да ја трнеме од овој раб, од оваа бездна пред која што стои Македонија. Гледате во овие 3 години. Што велат старите, што една будала може да расипи, 100 паметни не поправаат. Во овие 3 години, за само 3 години, се промени името на државата. Се воведе двојазичност и се продаде историјата. За само 3 години се уништи економијата. Странски инвестиции не ни помислуваат да дојдат, домашните се плашат да инвестираат. Кој има капитал, или го чува дома, или си оди во странство го вложува. Земјоделијата умира. Гледате од ден во ден. Туризмот исто така. Гевгелија, например, е 5-та во држава по број на туристи. Ама гледаме дека за жал од година во година бројката оди надолу. Тоа е тажната вистина за Македонија. Тажната вистина за Македонија е дека Македонија е скапана во корупција. Корупција која што има од највисоко до најниско. Од евро за вицето и евро за црквата до обичен службеник во било која институција. Па документ не можете од катастар да извадите ако немате пријател или народски кажано ако не почастите некого. Не дај Боже во суд да имате мака. Не можете да имате прописно нормални односи со било кого ако од другата страна е власта. Мораа шепотите по улиците. Такво време дојде. Е на тоа време, на 15 јули, мора и ќе ставиме крај со масовна излезност, со референдумска излезност. Промените доаѓаат, национално да ја креваме Македонија, да бидеме горди, достоинствени македонци и економски да расте. Тоа е нашата визија, тоа е нашиот план. Сакам уште неколку работи да кажем. Прво, за најмладите за кои што зборував. Секој што ќе работи млад човек до 29 години нема плаќа придонеси од нослодавачки. Затоа што сега работодавач да даде плата од 20.000 денари на работникот, уште 10.000 денари дава давачки кон државата за пензиско, социјално, здравствено, персонален данок и така натака. Наша идеја овие 10.000 денари да ги скратиме, да не треба да ги дава работодавачот кон државата, барем пола да ги даде во повисока плата на младите, а со другото пола да се отвараат нови работни места за да не останат младите дома. Втора работа. Иднината на Македонија е пред се во фаќање чекор со светот. Силна подршка и развој за IT индустријата. Што повеќе млади луѓе да се запишуваат на информатика, да стекнуваат вештини и на тој начин да си ја гледаат иднината, да си го вадат лебот. Трета работа за младите. Знаете дека се повеќе недостасува високо квалификувана работна сила. После средна школа, ако некој не сака да се запише на факултет, а има добар занат, што би рекол народот, да му е гарантирана работа со добра плата, а во последните 2 години од средна школа да работи веќе, за да може да стекнува вештини, на начин што државата ќе ги подржи фирмите кои што ќе вработуваат вакви млади луѓе, за да можат да ни останат тука и заварувачи, и бравари, и електричари, и водоводжи, и плочкари, ама со добри, со високи плати, да не си одат по Германија и по Швајцарија таму да го бараат лебот. Понатака, силна битка со криминалот и корупцијата. Тоа е за мене битка број 1. Веќе не знам колку денови, скоро секој ден во кампањата, имам еден повик, ќе го повторам и тука од Гевгелија. Основно ветување во нашата програма за обнова за Македонија во делот на владење на правото е испитување на потеклото на капитал на сите политичари и сите кои што се занимавале со јавна функција во изминатите 30 години. Да видиме кој што има, како го стекнал и дали може да го докаже потеклото на капиталот.
Ако може да го докаже, нека му е со среќа, значи работел честно. Ако не може, како што е редот, во сите развиени држави 70% данок и кривична одговорност онаму каде што има простор за тоа. Со денови го повикувам Зоран Заев, мојот против кандидат во 4-та изборна единица, на две работи. Ќе го повикам и вечерва. Првата е да излези и да каже дали може да го докаже потеклото на собствениот капитал и богатство и потеклото на капиталот и богатството на неговото семејство, кое што во овие 18 години, колку што вкупно Заев е на функција, стана најбогатото семејство во Македонија и на Балканот. Еве, нека не се плаши, нека излезе, нека каже дали е во состојба да го докаже потеклото на собствениот капитал и капиталот на неговото семејство. Го нема со денови, што значи јасен е одговорот, ама да му порачам од тука, одговорил, не одговорил. ВМРО ДПМНЕ победува на 15 јули со ваша подршка, тој закон ќе се усвои и на сите ќе им биде испитан капиталот, да видиме кој како ги заработил парите. Втора работа. Во 4-та изборна единица. Јас не дојдов случајно, го кажав тоа и пред вас. Јас не глумам поголем локал патриот од Зоран Заев, но дојдов за да го победам дома, затоа што во четворката најмалце е направено за да почнат промените токму од 4-та изборна единица. Не покани една национална телевизија на ТВ дуел. Избега, не дојде. Отидов сам. Денес не покани уште една национална телевизија на ТВ дуел. Повторно избега, пак не дојде. Па еве да му порачам од овдека. Да не се плаши. Да излеземе на еден ТВ дуел, да видиме што направил, што не направил за четворкава. Што заработил, како заработил. Колку работел, колку не работел. Кои проекти се реализирани, ама кои проекти не се реализирани. И да ја представиме нашите програми и визии. Тој е неговата, јас мојата, па да можете сите вие да не гледате и оние кои што не се тука исто така да не гледат и да одлучат дали има Зоран Заев подобра програма или имам јас подобра програма. Дали има СДСМ подобра програма или има ВМРО ДПМНЕ подобра програма, ама да видиме и што направил во овие 3 години за да видиме дали заслужува реизбор или не. Па еве го повикувам тука, не се плаши Зоран Заев, излези на ТВ дуел со мене, имаме уште 10 дена кампања, на која сакаш телевизија ќе дојдам, во кој сакаш термин ќе дојдам, да ги соочиме аргументите, да видиме за кого треба да гласа народот. Охрабри се, излези, јас те повикувам. И на крајот, во овие 10 дена уште еднаш ве повикувам, добро да размислите. Нема совршени луѓе, уште помалце совршени политичари. Еден е само совршен, тоа е Бог. Грешки се правеле, веројатно и ќе се прават во иднината, но добро е да споредите. Што се случи во овие 3 години, што се случувало во минатото и што има потенцијал да се случи во иднината. Да споредите и кои сме ние, а кои се тие. Да размислите дали во СДСМ еднаш се дрзнале да направат реформа во партијата. Например, ние во ВМРО ДПМНЕ направивме 2 пати. Еднаш ја направивме во 2004 година, кога се случија реформите во партијата и дојде втора генерација во партијата. Втор пат ја направивме во 2018 година, кога дојде третата генерација во партијата, затоа што ВМРО ДПМНЕ го има тој механизам на внатрешно прочистување, да ги препознае грешките, да ги препознае оние кои што грешиле, да им се заблагодари и да дојдат нови лица да можат да ја водат државата напред. Тоа СДСМ никогаш го нема направено. И тоа вие треба да го споредите. СДСМ никогаш не се откажа од Бранко Црвенковски, например. СДСМ никогаш, тука во Гевгелија, не се откажа нити од Ќурчиев, нити од сите транзициони бандити кои што владеја со градов со години. СДСМ не се откажа ни од еден човек кој што приватизираше фирми за безпари и остави илјадници луѓе без работа. Затоа што тие се истата екипа, истата клика, истата банда. Ние се менуваме, тие остануваат исти. И затоа размислете што ќе направите на 15 јули. Како ќе одлучите? Дали ќе одлучите дека овие бандити треба да продолжат да владеат, а со седењето дома одлучувате така, или ќе излезете, ќе ги казните и ќе ни даете шанса на еден нов, млад тим да покаже што знае. Затоа што после 15 јули Христијан Мицкоски треба да е премиер на Македонија, неговиот тим треба да ја води Македонија, сите ние со нашето знаење, труд и енергија се вложиме
ќе ги поканиме најдобрите експерти од Македонија, ќе ги поканиме најпаметните и најучени македонци од диаспората за заеднички да ја вадиме Македонија од ова сивило во кое што е пропадната. Македонија стане национално горда и економски да расте. Да живее Гевгелија! Да живее Македонија! Да сте здрави и живи! Благодарам многу!